Стефан Недановски од Прилеп е еден од ретките оперски пејачи од овој град. Својот талент за музика го открива случајно кога неговиот другар Андреј Ивановски го натерал да се пријават во гимназискиот хор, од каде започнува и целата приказна за операта. Тоа беше многу случајно. Мислам, љубовта за уметноста кај мене постоеше од многу давно, што од кога бев мал. И уште сега се сеќавам како тогаш го слушав Павароти на концертите Pavarotti and Friends и таа љубов само се зголемуваше, особено за операта, како дел на тие убави уметности. И понатаму таа љубов само се развиваше и како што станува все пообразован музички, стануваше се поголема и поголема. И се повеќе и повеќе сакав да бидам дел од таа убава уметност која што се нарекува опера, од таа уметничка дисциплина. Како го откривте вашиот глас? Тоа беше многу случајно. Сакав од секојаш да пеам заради тоа што сакав да бидам дел на ова уметничка дисциплина. Но за жал, кога бев помал, секојаш ми кажуваа како ти не си за пеење, немаш гласа. И тогаш бев во фаза на мутација, така да не можам толку да ги обвинувам. И ми кажуваа дека немам ни слух за да пеам опера, дека не можам да станам пеач никако. И потоа во втора година средно, еден мој другар сакаше, со кого ќе соработуваме на божичниот албум сега, сакаше да поедиме на хор за да бидеме дел од хорот, од гимназискиот хор. Но јас не сакав заради тоа што тогаш се занимавав и со спорта и од претходната травма, нели, дека немам доволно слух да пеам и да се занимавам со музика воопшто. И одиме и тогаш професорката Тања Ивановска не преслушава двајцата и ми вика као ај запеј малку да те слушнам малку како звучиш, како пееш. И јас викам нема шанси као не е ова за мене, немам слух, немам глас, немам ништо. И потоа ми вика запеј, можда стварно имаш глас, вака на зборување гласот ти е добар, многу сакам да те слушнам. И викам, ама стварно јас не можам. Запеј ли единица? И јас запеав. И од тогаш не престана? Да, од тогаш не престана. Значи, главниот виновник за тоа што јас учествувам во оваа уметничка дисциплина, заради тоа што станав пеач, уствари професорката Тања Ивановска. Со професорката Тања Ивановска започнува да вежба солфеж, хармонија и теорија на музика. Исто така работи и на вокалната техника со неа, но и со тогашниот диригент на црковниот хор во Прилеп Гоце Секуловски. Во областа на вокалната техника многу му помогнали часовите со правенецот на македонската опера и балет и еден од нашите најдобри тенори Цветан Стојановски. Дали оперските гласови кои што ги слушаме се производ на талент или се производ на долго и мукотрпно вежбање? Талентот е премногу важен заради тоа што без талент да се вежба и да се работи е како да се гради куќа на песок. Значи тоа не е можно. Заради тоа што талентот е таа појдовна, да речем, стапка во кариерата на еден оперски пеаш. И понатаму, нели, образованието. Значи, како ова што кажав претходно дека солфеж многу работев. И солфежот е многу битен за секој оперски пеаш и за секој музичар во главно. И теоријата на музиката и хармонијата исто. И понатаму претерано многу важна и работата на вокална техника. Заради тоа што вокалната техника буквално се темелите на една, како што се темелите на една куќа, така вокалната техника темелот на гласот на еден оперски пеач. За да може гласот да се искористи како медиум, нели, заради тоа што операта е уствари една приказна која што пеачот ја пренесува на самата публика заедно со оркестарот, нели, со помош, па медиумот е гласот е медиум. И гласот ако биде спремен, таа приказка да ја долови, значи треба да биде изграден, треба да биде технички подготвен, за да не представува пречка, да биде само медиум. Оти недостатокот на техника представува пречка уствари во пеењето, во
и во во доловувањето на приказката. Nein, wie solche Advokate nicht verkaufen und beraten, dafür wird man nie geduldet. Nur Geduld soll Gott versteht, was sie gewählt. Ja, sie hat Recht, sich in ich gehe hinaus. Завршува музичка академија кај професорот Горан Начевски и започнува неговата богата кариера. Прв целосен рецитал има на 17 години. Потоа своето деби го има на 19 години при Македонската опера и балет со главна улога Ферандо во операта Така прават сите под диригентската палка на Саша Николовски Ѓумар. Деби во странство има при оперското студио во Вајмар 2019 година со главна улога Габриел вон Айзенштейн во оперетата Лилјакот на Штраус во режија на Дамо Нестор Плумис. Продолжува со бројни концерти во Германија, а меѓу позначајните му се концертите во Марбург и Арнштадт. Главна улога Рунуцио во операта Джани Скики при оперското студио во Кандерстек, Швајцарија во 2021 година. Концерт во концертната сала во Кантерстерк, Швајцарија истата година, а потоа следуваат и бројни настапи при Омега Опера Артист 2021 и 2022 во Белград и Софија, како и учество на концертот во чест на тенорот Камен Чанев во Пловдив 2022. Моментално работи на неговото првенче, односно албумот Дон или Зора, кој што треба да излезе за неколку денови. Моментално баш завршивме со еден многу голем ангажман со Soundpill Record Studio. Работевме многу на еден голем проект кој што е мојот прв албум уствари. Мојот деби албум се вика Дон, уствари во превод Зора на македонски. Тој албум составен од доста популарни композиции, но и композиции кои што се многу важни во самиот оперски репертоар. Тука има арии од Риголето, од Отело на Джузепе Верди, од Турандот на Джакомо Пучини, како и некои кросовер композиции кои што се многу популарни, многу се убави, многу се уметнички издржани, како Карузо на Лучио Дала, како Una More Così Grande на Клаудио Вила. Моментално немаме можност да направиме концерт за да го испромовираме овој албум, заради тоа што посветивме многу труд и многу средства на самиот албум. Така да тоа би требало да може да се исполни со некое спонзорство, али моментално спонзорство немаме никакви. Значи албумов ни целосно наш сработен, со наши средства и со наш труд. Промоција некоја се надевам дека ќе има, и ако се појави некоја можност, да, таа можност ќе биде искористена, нели, заради тоа што да може самиот албум да му се приближи на публиката. Да биде подостапен и да биде и самата публика да има увид во тоа за што е албумов уствари. Каде ќе може да се најде, како ќе може да го слушне публиката? Значи самиот албум ќе биде достапен на многу интернет места, како Spotify, како Apple Music, како Pandora и така натаму, значи на сите тие музички интернет места, и исто така ќе биде и достапен за купување на Amazon. Албумот го сработивме заедно со Soundpill Records, студиото на Ана Талевска во Битола, таа е продуцент во тоа студио. И е целосно направен со наши средства и наш труд, значи спонзорства никакви сме немале. Ова е и матриците што ги правевме, ги правеше таа, помага Фијас, а за некои матрици баравме и дозвола од луѓе кои што веќе имаат изработена матрици, нормално, нели, за финансиски надоместок за употребување на таа матрица. Недановски вели дека во Македонија не е лесно да се оперски пејач, затоа што не сите оперски пејачи ја имале можноста да се вработат во македонската опера и балет и својата кариера морале да ја насочуваат во странство, а со тие пари заработени таму да ги финансираат своите проекти. За жал ја нема сите таа шанса да бидат вработени во опера и балет. Морат да изнајдуваат некои други решенија, како што се настапи по странство, ангажмани по странство, заради тоа што му треба, нели, на секој му требаат финансии за да обстои. А исто така финансии се потребни и за проекти, и за жал не сите проекти се поддржани од спонзорства, па тоа ствара уште еден проблем, и заради тоа мораат самите оперски пејачи да заработуваат пари со нивните настапи по странство и да вложуваат после во своји проекти.
Колку македонските оперски пејачи се барани во странство? Оперските пејачи од Македонија се барани по странство ради нашата музикалност, ради бојата на гласот ова област тука. Но има еден проблем, заради тоа што оперските куќи нормално се во некоја криза во ова време во кое што живееме сега, па поради тоа некогаш не можат да си дозволат нели да исплатат и патни трошоци се на оперски пејачи кои што се од подалеку. Па поради тоа ги ангажираат оперските пејачи кои што им се најблиску. Но во главно нашите оперски пејачи, па имаме и ние доста оперски пејачи од минатото кои што биле навистина успешни по странство. Еден од нив е маестро Борис Трајанов. Имаме и успешни пејачи кои што биле во рамките на Југославија, како Симеон Гогуловски. И во главно сите наши уметници се доста барани. Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb, oh, sag noch einmal mir, ich hab dich lieb. Недановски вели дека луѓето, а особено младите, не слушаат опера пред се затоа што никогаш и немале контакт со операта. Доколку во секој град, во домовите за култура, барем од време на време, би имало опери, бројот на луѓе кои што ќе го слушаат овој жанр се повеќе ќе се зголемувал. Повеќето луѓе не слушаат тука опера заради тоа што тие никогаш не биле изложени на опера, никогаш немале контакт со опера, никогаш не биле запознаени со опера. Моје мислење дека кога луѓето би се запознале со опера, со оперската уметност, дека би имало многу позаинтересирани луѓе, би имале многу поголема публика. Дека тоа кај нас еден стереотип дека не се слуша опера, тоа не е баш точно заради тоа што во проекти кои што биле атрактивни за публиката имало публика секогаш за оперските настани. Кога би можеле да се организираат повеќе оперски настани по домовите на културата, по самите градови, кога би имало поголемо и медиумско покритие, значи поголема реклама зборува. И исто кога би се дале повеќе шанси на младите оперски пејачи да се промовираат, да творат и да се представуваат на публиката, тогаш јас мислам дека би имало многу поголема заинтересираност на самата публика да дојде во самиот театар и да следи оперска представа. Исто така би придонело и самата публика повеќе да се образува за тоа што е опера и да се образува нели во врска со настаните во самите оперски представи, за историјата на операта, за оперските пејачи и од странство и наши историски и денешни. Тогаш ја мислам дека би имало многу поголема заинтересираност. Ние немаме некоја класична програма и на телевизија која што би придонела нели за промовирање на ова уметност. Ја сигурен сум дека многу поголеми шанси има операта да се представи кај младата публика и таму да има одредена заинтересираност за самата опера да стане популарна тука. За неколку дена патува во Грција, во Солун и Атина, каде со големата мецо-сопранка Стаматија Малудиќ имаат неколку концерти, а исто така заедно со неговиот пријател Андреј Ивановски и неку баритон ќе издадат и мини албум со 4 мелодии за празникот Божик со црковни песни.